викнав за да ви објаснам неправдата што се случува врз имотот на мојата фамилија од страна на градоначалникот на Стефче Јакимовски на општина Карпуш и притисокот он што го прави врз сите вработени во општината Карпуш. Станува збор за имот на Букурешка во Тафталиџа, на Букурешка 35, каде што ние во наша собственост имаме куќа и гаража. Целата населба е изградена 63 година после земјотресот. Урбанистички е направена целата. 68 година е изградена гаражата која што е спорна сега во моментот. За таа гаража ние имаме купопродажен договор, татко ми кога го купувал имотот целиот, за куќата имаме посебен, за гаражата имаме посебен. 2011 година, кога е донесен законот за легализација на објекти, имаме уредно поднесено документи до општина Карпуш за легализација на објектот, пошто е цврста градба и изградена 68 година. Документите стоја во ФИОКа, не ги решаваше општина Карпуш, се до моментот додека бивш функционер не го купи плацот, кој што се наоѓа веднаш позади плацот на мојата фамилија. За да добие поголем пристап, да може со големите возила да си пристапува во плацот, он врши притисок врз градоначалникот и врз општината за да нашата гаража се сруши и да не направат експроприација на плацот, за да може он да добие поголемо земјиште. Се вадат на делот дека е од јавен интерес. Гаражата која што ви кажувам веќе постои 50 на години на ова место и уцртана е во сите катастарски парцели, за која што плаќаме данок на имот и е цврста градба со метална врата и така натаму, сакаат буквално преку ноќ да ни ја срушат, се вадат на бесправно изграден објект за кој што ние имаме документи легално дека све имаме поднесено и дека они буквално бесправно не имаат одбиено. Во моментот имаме спор пред управен суд кој што е највисока инстанца. Тој спор не е завршен, меѓутоа општината на мала врата, без да има извршно решение од судските органи, сака да дојде преку ноќ да не го сруши објектот, за да после тоа ние веќе немаме никакво право да се жалиме или да се тужиме. Затоа го повикувам градоначалникот едноставно да го смени своето мислење, да не врши притисок врз вработените во општината и едноставно да не остави мирно да живееме, да не прави вакви малтретирања врз населението кое што го има избрано да биде градоначалник. Значи, неофицијално он рече дека ќе стори СВ за да го направи ова до кое што дојдовме. Он за да не го викаме во јавност, минатата година се повлече фиктивно од собственик на имотот, ги остави другите двајца собственици, меѓутоа сите знаеме и према документите кои што ви се презентирани вас, се знае и многу јасно се гледа кој го врши целиот притисок за брушење на гаражата и за имотот.